Dami i gospoda, započnuva programata Glasot na narodot со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер и добро дојдовте во новото издание на Гласот на народот, интерактивна трибина. Почитувани, со оглед дека вчера Република Македонија беше домачин на една делегација предводена од председателот на владата Вучелич на Србија и сепак отвори широки порти и простор на добра, конзистентна и плодотворна политика меѓу двата соседа. Не само тоа докажува фактот дека Република Македонија секогаш покажа како се функционира со добрососедската политика. Секоја час на поединци, но има и такви кои дефинитивно со една деструктивна политика, со една шверцерска политика, како што велеше поранешниот министер за не из европски интеграција, министер за външни работи Никола Димитров, топта политика и дипломатија. Пардон, салама тактика. Не случајно го спомнам, бидејќи господин Димитров сега вели те карам керко, сети се сна. Зашто? Затоа што идејата за организирање средба за затворена врата за и околу стратегијата со нашиот источен сосед, според мен е многу парадоксална или циркус максимус. Зошто е циркус максимус? Затоа што таа шверцерска политика, дипломатија со салама тактика, како што ја нарече господинот Никола Димитров, требаше да биде честита, искрена према опозицијата сегашната власт. Зошто? Едноставно. Затоа што тојашната опозиција сегашна власт побара да биде инкорпорирана и да разговарат како да направат добар предлог за да се добие победа на таквите играри. Но видовме дека Бујар Османи заедно со својата свита ги однесе тие представници на Бугарија во мала речица и го направија сето она што денеска го викаат единствен документ кој ќе отвори нашата перспектива. Каква перспектива е само? Перспектива која води во амбис, перспектива која е нелогична според критериумите на Европската унија, ниту членот 4 од Повелбата на Обединените нации, кај што овој народ, македонски народ, и породи државјанство, што се сака државата, не сака да биде обезличен. Но тоа што е, рековме дека шверцерите си терат и натаму, наместо да се сокријат во најмалата дупка и да ги очекуваат вистинските вредности на лицето на правдата, тие и натаму галамат. Јас само би му порачал на почитуваниот доктор Филипче, кој јас го познавам, навистина, не можам да речам нешто, јас знам дека тоа е во еден сендвич ситуација и би го замолил, повикувачи се на изјавата на неговата сопартичка Софија Куновска, која наистина многу ја почитам, таа од групата на Бранко Црвенковски, моја забелешка што наистина не е лошо, сите Бранко Црвенковски кои ги едуцирал, не би се однесувале како сегашните политиканти, кои сакат да ловат во матно. Најголемите грешници велат дека се чисти и честни. Најголемите, простите народе, вие ги нарекувате лопови, велат држте го крадецот. Но, да не одам ред по ред. Зошто? Оти работеа као и секојаш. Што значи тоа? Како ќе каже Али баба е, да речеме. Така го викаат Али баба. Но ние денеска ќе говориме токму за деструктивниот национализам на ДУИ, предводен од челниците на ова партија. Чест и задоволство ми, почитувани, што вечерва сме заедно со Љуџзим Фаризи, доктор по политички науки, аналитичар. Добро вечер и добро дојде. Добро вечер, добро најдов. Чест ми е секој за и мене предизвик и задоволство кога сум во ваше друштво,
во присуство ваше и секако јавноста секогаш плени ги сака вашите анализи, бидејќи вели кешки уште 3/4 да секако господин Фаризи, да вистина работата ќе оди напред. Луѓе, Дуј, темата е деструктивниот национализам на Дуј. Ќе додадам само. Вели анализата на мој драг пријател, не ги интересира економија, образование, правосудство, здравство, секој само национални теми, кои со време веќе се истрошија. Имат ли Дуј способност да излезат од националистичката матрица? Односно, имат ли воопшто жел? Вие, кога го почнавте овој вовет на оваа емисија, дури поставивте и некои тези, што ние може да ги говориме после. Може. Салама тактики имат, тактика. да, и политика. И дипломатија. Јас мислам дека во последно време, како целата внатрешна политика и надворешната политика во делот кој треба да го прават албанците, во конкретниот случај Влен, се уште по канџите, односно под сенката на владењето на Дуј, кој за политички цели секогаш правеше шумарска дипломатија. Каква? Шумарска дипломатија. Шумарска Да. Односно дивата дипломатија, криењето по качуби, така накажена, народски. Исто тоа не ми се свиѓаше последното, односно доаѓањето на премиерот на Србија, што гостуваше кај нас, како една од соседните држави на Република Македонија, без разлика ние колку имаме, да не кажеме разлики во размислувањето и на ставовите, кога Еди Рама може да го канува Вучич дома, односно во Тирана, да го гостува него, да го пречекува со највисоки почести и според нивниот протокол, а и обратно и Вучич Еди Рама, кои се овие од Влен да не го чекат премиерот на Србија. Или тоа скандал? Јас мислам дека тоа е скандал по себе и дури тоа е тактика која што го посакува Ахмети од опозиција, за да албанците се покажуваат во државата дека се против една држава. Ти можеш да бидеш против една политика одредена, како на пример пред 2000 година, односно 99-та, кога имаше војна, но веќе сме во 2024-та, ние треба да му дадеме можност на дипломатијата, односно на културната дипломатија, односно наспротивно, јас мислам дека Влен требаше да се покажа како гостопримливи, односно тоа што кажа како домаќини цело време што го кажуваат дека ние сме домаќини, односно заедно нивната политика е дека тие се домаќини во државата, а во другата страна не пречекуваш гост како што е премиерот на Србија. Тој пред се ја застапува таа држава, како и да е била, така што кога Доналд Трамп можеше со Ким Јон Ун да се сретне со една маргинална држава, според мене, во светот, зашто или најголемиот противник на демократијата во светот, што станува за една коалиција на политички партии. Колку тоа говори за политичкиот авторитет на... Тие кажуваат дека се партија без концепт моментално, кој по случајност, односно по волја на реално на премиерот Христијан Мицковски и на ВМРО ДПМНЕ, кој сака генерално да им помогнат на албанците, но преку политичките партии на Влен. Кога разговарам со дел од интелектуалците, кажувам дека нашето размислување како бе значи и тоа што Дуј веќе го губил влијанието кај народот, односно веќе во следните избори не ќе можат ни да го гласат како политичка партија, бидејќи албанците
после 8 мај сватија дека и без него може да се живее и уште подобро во нашата држава, тогаш оние буквално ги игра како на кибрити, знаеш тие коцкарите. Тоа е шверц. Да, буквално како на кибрити. Така што пред се во ВЛЕ нема, пошто се 4 политички партии, тие немаат еден став заеднички како да постапуваат, но секој си постапува по неговата својата глава и секој си постапува во тесни партиски интереси и секогаш тие не можат, тие прават компарација со Али Ахмети кој ќе биде по патриот во државата. Така што јас мислам дека една за секогаш овиот ВЛЕ треба да се опаметат и треба да кажуваат дали се за заедничка политика внатрешна, а и надворешна политика, што е многу важно за државата. Да, интересно што Максим Димитриевски, ќе го спомнам, не случајно спомна за ова е серијал, да се разбереме, серијал на скандали. И Африм Гаши неколку гафови направил, се сеќавате. Тука разговаравме со вас, вие критикувавте, вие го опоменавте неколку пати. Еве сега гледам, господат Меджити не требаше да дозволи вчерашната среда да биде така маргинализирана. Мислам, не маргинализиран, ти фактички испадна во еден вакуум. Го дискредитира коалицијната меѓусебна поврзаност. Но може да се свати дека може и без нив. Знаете што не можеш да сватиш нешто. Пример, со министерот што е србин по националност Иван Стојковиќ, а и другите што се во државната функционери можат заеднички да стојат во владата, а и во собранието, а и во другите институции во државата, тука да можат нешто да чаруваат буквално од таа коалиција, а кога се зборува за заедничко постапување во надворешната политика, како минатиот ден што беше, тоа е срамно за мене. Тоа е играње на две аршини и мислам дека тоа е лицемерие. Господин Стојковиќ, јас секогаш, само да се извинам, секогаш сум бил против тоа што не е етично. Ни морално на крај, не само етично. Африм Гаши правеше катастрофални грешки во почетокот, во последните месец не правил до душа, сега треба да чекаме да видиме. Мислам дека е дисциплиниран веќе и треба да биде многу предпазлив. Јас сум бил едниот што јавно сум го критикувал. И јас сум бил првиот што сум ја дал идејата за интерпелација против него. Тоа не значи дека собранието не може да работи ако Африм Гаши не е председател на собранието. Африм Гаши ќе се оди, ќе се дојде другиот, третиот, петиот. Тие се сервис на народот. Значи, тие треба да сфатат дека институциите им припаѓаат на народот и на државата, а тие само се извршители на должноста и треба да бидат на сервис на граѓаните и треба оние постапиле и јавното мислење генерално на албанците во Македонија, мислам дека тие негативно поентирале кај албанците. Замисли, две држави разговараат за суштински прашања, како што е енергијата, екологијата, а министерот го нема внатре. Значи, ти треба да одиш тамо, да слушнеш, да даваш твои идеи, твои ставови, па да потпишеш еден договор. Министер за економија сега. Да. Замислете кога Али Ахмети се сретнаше со Вучич, пример, а тој војувал панели во Косово, Али Ахмети, така барем како командант ни дојде, со друго име и презиме таму. Кога тој може, за Али Ахмети, Абаз Джука, нели го овие како командант така го познава. Како го вика? Абаз Джука, нели тој е познат. Абаз Джука. Да, па друго име нели имал во Косово, па тука кај нас друго име. Така што кога тој може да биде со Вучич, а зошто овие да не можат да бидат со сегашниот премиер на Србија? Ова добронамерно го збориме, господин Фаризи, со добра намера, не од лоша. Па замислете да дојде утре дента
премиерот на Албанија или на Косово и овие од ВМРО и од знам да не го пречекуваат него. Еве видовме, морам и ова да го кажем, ја критиков. Видовме и сведоци бевме што не е убаво. Председателот на собранието на Албанија дојде госпоѓата и почна да критикува што е нонсенс, мешање во внатрешна политика на една држава. Јас излегов со став, со мојот став, критиков и македонскиот народ не реагираше, бидејќи ретко на светот може да се најде ваков народ кој толерира, попушта на одредено разбирање, меѓутоа лошо да се одразува врз него. Прашањето што ти го поставив преска по една добра анализа, дали воопшто Дуи има дали има сенс дека ова држава припаѓа на македонскиот народ и сите што живеат во Република Македонија и кои заедно треба да направат добра стратегија за економски развој. Дали темата што е деструктивниот национализам на Дуи, апропо тазе вчера тази информација тоа дека стоматологот што му избеден зап на Европскиот фронт беше еден наслов на една моја почитувана колешка, поздравам Катерина Блажевска, и токму тоа ми е за Мендух Тачи. Дали Мендух Тачи, кој 30 години скоро поголем стаж има од Али Ахмети, од Аба Чука, значи дефинитивно ќе мудри еден, тотално ќе го дисквалификува Али Ахмети од политичката сцена, или тоа некој играрија? Значи, тука се два прашања. Прво да одговорам на првата. Добро. Дали има капацитет Дуи, што мисли Дуи во таа насока? Дуи мисли дека државата формално им припаѓа на народот. А материјално и бенефитите мислат дека им припаѓа само на нив. И тие мислат дека народот треба да земе колку тие ќе им дозволуват. Тие да се збогатуваат, тие тендери да прават, во минатото беше така, а сега, пошто тие веќе не се во власт. Јас дури, искрено да ти кажам, во последно време не сакам да се замарам. Јас сум кажал дека нокаутот и политичкото нивно згаснување ќе биде после локалните избори, кога ќе останат без ниту една општина или некоја можда да му дават како поклон некоја мала општина која нема можност ни да ги плаќа вработените како општина. Некоја многу маргинална општина, пример како Пласница, пошто тие цело време тоа го се. Така што, но ние треба да анализираме, пошто тие на граѓаните им интересира кога ќе биде тоа и како ќе биде. Јас сум бил еден од ретките, можда и други имал, но јас сум кажал дека Европскиот фронт ќе се распадне од страната на Мендух Тачи. Како? Мендух Тачи цел живот во јавноста постапуваше дека е против Дуи. Нивните членови, како поминуваше време, не се намалуваше таа политичка партија, дојде пред згаснување, ако сам ќе излезеше на избори, реално ќе згаснуваше, но тој одлучи да оди со Ахмети и да го докрајчи. Политички, тука нормално. Јас мислам дека излегувањето на неговата таа коалиција од Европски фронт и неговите изјави го побуснуваат Европскиот фронт да се распадне од внатре. И тоа не ќе се случи. Дали ќе се случи за 2 недели, за 2 месеци, 3, но јас сум кажал одма после изборите дека тој Европски фронт, пред изборите сум кажал дека ќе биде во опозиција. И после изборите сум кажал дека истиот ќе распадне. Еве моментот дојде после 100 дена. Јас кажам во период за 100 дена дека ќе се распадне и точно за 100 дена почна веќе да се распадне. Замислите, Дуи под секоја цена во какве дереже дошле, под секоја цена да го бранат дека Мендух Тачи е нивен. Мендух Тачи јавно кажува дека не сум во Европски фронт. Оние упорно кажуваат дека Али Ахмети е со Мендух Тачи. Тие, знаеш каква порака ни дават на нам? Дека тој не е во Европски фронт, бидејќи нема што да му даваме на него во смисла на власта, на тендери, на збогатување, но стои во контакт со него, во првата можност ќе му овозможиме истото.
нормално дека да не се повторам со политичарите дека таа коалиција не беше природна тотално, пошто десничаната со левицата да прават заедно па дополнително што цел живот против истите политички партии и чинители цел живот биле против ДУИ и на крај за нивните интереси да се струва. Но многу е важна другата анализа, другиот момент. Тој во изјави, зборам за Менду Тачи, изјави дека 90% од гласовите биле на ДУИ. 10% биле негови. А другите политички партии кажа нема гласови. Како турците премена три цифри кажа дека имале гласови, тоа околу 900 гласа според него. Сите турци во ниво на држава. И сега тие 4 пратеници што се на алијанса, односно на Зијадин Сила, пошто реално алијанса и формално правно му припаѓа на Арбен Таравали моментално, кажа дека тие без гласови станале пратеници. И сега тогаш зашто ДУИ не ги постави нивни четворица да ги исполни желбите на нивните клиентелисти, туку им овозможуваше како пратениците на Зијадин Села кои повеќе од 5 гласа ако излегува сами не може да земат. Пошто се пробани во нивните места колку вредат. Така што та кулата од карти и малтерисана со европска боја за кратко ќе се руши, а таа ќе подне нагло да се руши кога ќе почне владата односно институциите, пошто пред се да се бориме против криминалот и корупцијата е поврзана зинџирот за една кривична постапка помеѓу Министерството за внатрешни работи, односно полицијата, пошто од таму се инициират постапките. Тие најверојатно се соберат докази во овој период. Второто е јавното обвинителство и судиите. Сега ние колку и да правиме реформи внатре во владата, односно колку и да сака Министерството за внатрешни работи, ако овие двете другите, односно јавното обвинителство и судството се под канчите на ДУИ, тешко дека ќе можеме да ги осудуваме толку брзо. Но многу е важно да се инициират постапките и јас мислам дека ќе се инициират. Кога ќе инициират постапките, тогаш ќе народот бара правда. Но јас една теза за прв пат сакам да го кажам така. Во последно време во една телевизија, друга телевизија кажав дека на интервју дека повеќе имало трансфери од ДУИ ова лето. После формирањето на влада од 3 месеци, пошто реално цело лето помина со владата првите 100 дена. Се кажа дека има повеќе трансфери отколку што имаше трансфери на фудбалери на цела европски тимови. Во Европа тимови што играат на фудбал пред се. Но знаеш што? Има некои луѓе што биле функционери и се навикнале на таа позиција сегаш и сега сакат нормално да се одат во влен и сега има повеќе тезги таму. Некоја помало, некоја повеќе, некоја нуди повеќе, некоја помалце. И сега таму да прават трансфери. Но Ахмети ги посматрува овие луѓе. И на крај сам ќе ги докрајчи. На обсервација секаде. Да, јас мислам дека тие луѓе што му бегат од него, тој сам ќе ги носи пред лицето на правдата и после тие неговите внатре што се суди и обвинители ќе ги судат истите. Еве, држиме за збор. Ова го кажам во оваа телевизија. Значи ги има на обсервација. Јас мислам дека Ахмеди добро ги обсервира тие луѓе и на крај тие што ќе сакат да го изневера, да му свртат грб, он ги посматрува бидејќи ги вика, односно ги канува во тие собирите моментално. Ако мислат луѓето дека он ги прави собирите туку така, последно време, нели, ограмотците ги викат, не ги прави тој туку така. Тој има тотално план и ги гледа и посматрува кој му оди во тие состаноци, а кој не му оди во тие. Памтим го зборот. Тие што не му одат по состаноци, пошто тој знае дека веќе нема враќање назад во политиката. Он знае дека ќе биде вечен опозиционер и дека еден ден ќе му згасне партијата, тој по секоја цена, знаеш кој му е? Да влезе во власт, да има партнер во локалните избори. Вака како што се движат работите, тој ќе губи 100-0 на сите избирачки места и на сите општини
тогаш ќе мора да даде оставка и да се опрости од политиката неславно и ќе замине како човек што водеше една организација, политичка пред се, која беше една од најкорумпираните во Европа. Да бидем искрен, кај што седите вие, час еден на ти, час на вие, беше мојот соговорник Изет Меджити, кој вели, Осам Томич, јас му спомнав на Ахмети уште 2012 да се повлече од политиката, бидејќи не одат во работите на негова страна и да биде почестен председател, но не ме слушна и ево што му се случи. Тоа беше пораката на Изет Меджити. Од друга ситуација, гледаме дека и тој и натаму оди со таква реторика, дека да ги организира луѓето да се спротивстават на оваа непринципиална политика, тие се победници, дека Влен се губитници. Докаде оди ова? Дали што има тони, дали стана збор за деструктивна политика во страна на ДУИ или е тоа само некоја драмолетка? Ако анализираш историски политичките партии во Македонија, освен ДПА, која е од најстарите политички партии, сите други се нови политички партии. Концептот на политичките партии како функционира, тие сакат да бидат функционира по основ исто како, односно по принцип исто како да се пред 2000 години, 3000 години или 4000 години, односно како султан партија или како фараон партија. Замислете да оние мислат дека тие се фараоните, односно Ахмети што мисли, да бидам пократок. Замислете Ахмети да не е лидер. Кој ќе го наследи? Ниту еден. Немат капацитет ниту еден да го наследи. Дел од тие помладите, имат лоша историја во политиката. Сите Артан Груби, Бујар Осман и ред други, кои секој се имаше или се зборува дека правеле криминал, или па имале и предистражни постапки. Пациентот, пример. И тој е големата можност да дојде да го наследи наследените. Јас мислам дека тие луѓе повеќе се за слика отколку се терањаши. И Ахмети знае точно, затоа инвестираше во последните години на таа младината која нема сила кај народот. Со цел, кога тој ќе се замине во политиката, да му стави клучи на партијата и еднаш весно, кога ќе се зборува за политички степ и политички партии, и ќе се прават анализи во иднина, да се знае дека Дуи почнувал со Ахмети и завршувал со Ахмети. Господин Хариз, има ли автентична политика на албанците во Македонија за добро на Македонија, независно од Тирана и Приштина? Дали им е малку непријатно за се тоа што се случува во секојдневниот живот, што навистина народот е толерантен, конзистентен? Не ве спомнавте еден од коалиционите партнери, со право ќе кажам, че си земам еден мој став. Господин Стојковиќ, како коалиционен партнер, направи еден вистински исчекор. Носечи, поврзувајќи Македонија со северниот сосед, кај што е најавена странска инвестиција, сепак тоа е странска држава, каде што има голем фидбек, че има коридорот 10, што доведува во делот, освен тоа енергетскиот коридор, што исто така со тој многу важен гасовод, таа конекција ќе донесе финански добра за Република Македонија. Друга ситуација, не гледам од страна на коалицијата Влен, или да речем с краја од претходната, која нешто не нуди конкретно за доброто на сите. Ова држава е на сите, не е само на македонците. Кога почна владата, новата влада, имам изјавена дека за да се ори една нива, порано, треба да имаш паро. Ако имаш два пара, ако се движи само едниот, не можеш да ориш. Треба двајцата заедно. Така е. Сега, ВМРО ДПМН носи 650 милиони евра инвестиции во државата. Носи дополнително што 500 милиони евра кредит. Денеска се подпишува во Унгарија.
А оние се фалат дека наместо нафтата што ја имат арапските земји, оние имат како богатство диаспората, не можат едно гиро ресторан да отворат во Скопје, односно да го убедуваат некој да дојде да инвестира барем еден ресторан тука. Односно да отвори една гостиница. Така што овие немат капацитет еден од тие гастарбајтерите, односно нашата, да не кажем златна диаспора што ножи пари кај нас, да го убедуваат да го носат тука. Зашто ми е? Сега ќе имаме проекти, ќе соработуваме, ние, пример, сме подпишале соработка со Србија. Да видиме утре дента, дали на тие проекти ќе сака да земат нешто. Односно, дали сака со тие проекти да се докажуваат, да ги применуваат во државата. Имајќи во предвид дека газот е нивен претпоставен директор, нели? Да. Во ГАМА, или како е та институцијата во нашата држава. Од Влен е човекот. Така што, односно, директор. Така да видиме дали тие ќе посакаат нешто да земат од тој проект. Дека ти бегаш од да се сретнеш со луѓе кои треба да ги спроведаш тие проекти. Така што прашавте во врска дали политиката е независна од другите држави, тие се ги спојуваат само кога им требаат гласови. После тоа толку си заминуваат од другарството, пошто ако ги анализираш политичките партии, а и битката во политиката, односно во изборите во Македонија беше помеѓу Тирана и Приштина, кој ќе победи, и на крај победи Приштина, нели, односно коалицијата од Влен, која беше супортирана од страна на Албин Курти, и изгуби Ахмети, кој беше супортиран од страна на Јавноид, и то од страна на Еди Рама. Така што албанците, односно политичките партии, не се добро организирани и не се добро ориентирани моментално што сакат да направат во имена со држава. Народот бара правда. Народ бара тоа што да му се врати тоа што му е земено. Институтот за која се забавам со децени, искрено, потекло на имотот и конфискација. Станува само како една фраза запишана на хартија или како еден проект. Дали е време, јавно му се обрежам повторно на председател на владата, кој не крием, кажам, му дадов безрезервна поддршка. Зошто? Едноставно затоа што јас сум дел на овој општествено-политички, скаја не сум политички амбиент, но и покрај тоа што дадов несебичен придонес сите овие 25-6 години, а видов се кој што не кај се наместени, но дали е редно да доживееме ситуацијата како што беше во Романија? Имавме двајца премиери во затвор за решетки. Моника Маковеј и исправете ме втората, како се викаше, обвинителка, простете ме, одмислите, која ги стави пред лицето на правда и казнената одредба добија затворска казна. Овдека немаме таква ситуација. Не видов еден премиер да биде за решетки, имаме еден премиер кој е во екзил. Еве гледаме дека ослободен од кривична одговорност, и покрај тоа што повеќе пати зборев, по тој истиот Мерцедес се возеше Ангела Меркел. Не е тоа, ниту сакам да водам таква дискусија, но видовме дека имавме една организирана хајка против ВМРО ДПМН во времето кога ВМРО создаваше економски вредности. Конечно, дали Македонија ќе ја донесе вистинската правда на вистинското место, дали ќе видиме осудени луѓе, премиери, министри, кои треба да ги вратат сите украдени пари, или тоа ќе биде само пуста жалба? Овие 100 дена не се параметар кој се мери, односно може да се мери до која висина, односно дали ќе биде во таа борба против криминалот и корупцијата на високо ниво. Волјата на владата е по секоја цена да се бори против криминал и корупција. Евидентно е. Евидентно било и во минатото, евидентно е сега. Ние реално имаме борба против криминал и корупција. Бидејќи
700 службеници да си одат под патерини, односно полицајци, да не плаќат патерина и да ги фатат 12 луѓе, да ги суспендират од работа. Тоа е успех. И тоа е голем успех. Врховен судија... Може малце, но другите не ќе смеат. Тие се 700 кои поминале, кој знае колку луѓе други поминале што не плаќале со години и го оштетиле. Како беше да 50-50, 50 за тебе, 50 за мене. Па збореа, господин Фаризи, со црни кеси, со црни кеси полни пари носеа дома. Вториот момент е што уште не е трансформирана властта. Знаеш зашто? Мислам дека само 20 или 30% од директорските места се сменети. Уште се старите. Јас напоменав во една друга телевизија, сакам да напоменам нека вас. Имавме политика на маржата за уличниот за приборите за деца во школа. На 5% колку бе. Да. Знаеш што правеле? Ги рекетирале. Како? Инспекторите ги рекетирале. Знаеш зашто? Пошто не е трансформирана власта. И сега луѓето знаеш што кажуваат? Тој не знаат кој е директор или кои се тие луѓе што водат. Луѓе ми се јават мене, ме викнале у кафе. Зошто да го викиш, ако работодавач го прекршил законот, ќе му лупнеш казна. И толку. Дојду сладкарни седна на боза да разговараме. И зашто? За да пиеме на боза и на лимонада и после на крај да ја плати работодавачот. Значи навика таа навика не само тешка. таму, и во другите институции уште процутува криминалот и корупцијата. Во смисла дека не е смената власта. Во тие институции, односно на тие директорски места, кај е сменато, таму веќе почнат да стравуваат. И тоа е евидентно. Но во другите институции уште се однесува, да не кажам, шалабајзерски. Па и во Министерството на внатрешни работи го Сотошковски, јако му душа. Борбата ќе биде многу тешка, но ќе успееме. Ако не, барам да ја почнеме. И една работа, јас морам да го кажам ова. Јас навистина никогаш не сум се одметнал кога станува збор о Македонија и македонската приказна и македонскиот национален бит, трезор, се она, значи, суштественоста. Верувајте ми, одев секојаш и против своето здравје, својата екзистенција, све, но ова не е сега да се глорифицирам персонално, но ми пречи некојаш во аналитичкиот простор, во медиумскиот простор, критики по секоја цена. Јас би рекол вака, дојдите бе, пријатели мои, дојдите, кажете што ви треба. Кога гледате дека треба да се направи нешто добро за државата, ајде, соберете се да се направи еден национален консенсус. И медиумски, нели? И политички секако да се отстрани злото од оваа држава. За секојаш. Се согласувате? Да. Ми пречи, верувајте ми, затоа што не е вкусно да критикуваш катадневно, да апострофираш некои работи кои не соодветствуваат. Сакам да кажам нешто дополнително во врска со ова. Во овие 100 дена, 110 дена колку има влада, ние веќе како да сме деморализирани. Да. Знаеш зашто? Пошто ние се навикнавме во минатото секој ден да имавме некој криминал и корупција да се случува во државата. Афера, криминал, корупција, крадел тамо, крадел вамо, правил толку. Така што, а во овие 100 дена ние не слушаме. Може да слушаме повеќе Африм Гаши, беше топ тема, со гафовите, ама има огромна разлика помеѓу криминалот и гафовите. Пофалам тука искрено, ја му кажувам, Африм Гаши, тоа знам дека и без и Гаши и алтернативата е една партија цела единствена беа, меѓутоа многу е битно кога ќе донесеш вистински стратешки пријатели. Ердоган го видов, тоа е многу битно. Јас велам и сите амбасадори, ви дам 5 минути вам, само уште 2 минути. Јас сакам секој амбасадор не да иде да шета, да ги прошета своите контури на еден вулгарен, да донесе по 10 политичара, 10 научника, 10 бизнисмена, 50 души да донесе, пута 10 колку има амбасадори, за Македонија ќе има успех. Еве за финале, 5 минути се ваши. Како ја гледате перспективата и иднината во наредните 4 години? Во наредните 4 години, мислам дека владата ќе има капацитет
пред се да се фокусира во внатрешната политика. И јас сум магистрирал и сум докторирал на процесот на донесување надворешни политички одлуки. И точно знам што прави СДСМ кога е во власт и што прави ВМРО ДПМНЕ кога е на власт. Како две политички партии носители на власт. Кога е СДСМ на власт е фокусирана повеќе во надворешната политика, односно ги прави тие шверцерски надворешни политики, кои не му се важни име, знаме, меѓународна употреба, и ама прават хаос во државата, во минатото, приватизацијата. После тоа, после војната, територијална подела, децентрализацијата, како ја направи целата поставка, и после нарушување тотално на системот, односно со паѓање на специјално јавно обвинителство, ние го урнавме целиот систем во државата. А во надворешната политика знае што прави, ништо не бенефит немавме од тоа. Освен што беше членка на НАТО, а ние веќе ги исполниле сите услови. ВМРО ДПМНЕ, секогаш кога е на власт, многу е предпазлива во надворешната политика, а прави најголемите реформи во внатрешната политика. Ако се сеќаваме од 2006, 2007, 2008, 2009 до 2014, ние имавме успешни реформи во внатре, што ние ги исполнуваме сите копенхагенски критериуми и дојдовме до земја членка. Стабилизација и асоциација први го подпишавме. Први и не, во смисла на кажам сега за спроведување на реформите конформ таа асоција за стабилизација. И исто така кревањето на животен стандард кај граѓаните и економскиот бум во тој период. Странски инвестиции. Пошто реално и јас многу имам патувано низ државата, се сеќавам во, ќе ви кажам кратко, за да разбереме поента на ова што го кажувам. Седнав еден човек у Штип и пиеме кафе со газдата на еден локал што имаше сладко праје. И ми кажува, и прашувам сега каква е ситуацијата, и ми кажа топе. Кај пајам промет 500 евра на ден. Топ. Промет. Каже, знае зашто? Пошто до 2006 јас сум правил промет 500 денари. Кога сум правил 500 денари, сум бил многу среќен, пошто 300 денари ми била инвестиција, 200 денари сум печал и сум носил леп дома. Од 2006 веќе е промената ситуацијата. Тоа покажа една голема разлика кој што прави кога е на власт. Меѓу ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ. И овој бум, економскиот бум што се случува и сега моментално со 650 милиони па 500 милиони, така што дава голема надеж дека ќе биде добро. Замислете пензионерите, јас имам татко пензионер, кој за последните 20 години на татко ми му е покачена пензијата само 6000 денари, а за 6 месеци ќе му се покачи за 5000 денари. Тоа е огромна разлика. Јас секој ден ги гледам пензионерите, ги прашувам, многу се радосни, многу се среќни и едва чека да дојде 1 април за да ги земат другото покачување. Што нема да биде април или туку фактички? Не, си кажам сега април исплаќа на пензијата, не април. Тоа е пензија. Тие што се шегуваат со 1 април со на вакви сериозни политики се дел од минатото и тешко дека ќе се вратат во политиката. Ти благодарам многу што беше мојот соговорник и го задржам вниманието секако. Ви благодарам за поканата, да ги поздравам гледачи, се надевам дека зададоме голем. Задоволни се од нашиот разговор и сегогаш ќе бидам со нив во било кое време. Да сте живи здрави. Благодарам многу почитувани. Господинот Љузим Фаризи, доктор по политички науки и аналитичар, беше мој соговорник. Еве, јас сум замолен само еден заклучок. Дадовме вистинска оценка за сотоа, што значи деструктивен национализам на ДУИ, дека е тоа само на игра или страв да се не изгуби тоа што е украдено. Да, што е украдено
од народот. Но уште еднаш ка почнав, ќе го спомнам, ќе го подсетам господинот председател на СДСМ, верувам дека со добра намера велам, дека тргнете се, ве молам, најпријателски ве советувам, од диктатот на Зоран Заев. Вратите си, вие рековте дека сакате да учествувате во изградбата на Македонија, а тоа е само кога сме сите заедно и кохерентни. А на Мицкоски, наистина му посакам поголем успех и среќа во остварувањето на своите зацртани планови. Фактот говори дека токму клиентелистичката и баци кондура политика нема да успее на оваа ситуација, бидејќи само со окрената глава и цврсто ја се оди кон успехот. Бите живи, здрави и ви посакувам пријатни мигови со програмите на телевизија Вистил. Гледајте ме во 24 часа токму на полноќ, како реприза, и во недела во 10 сабајле, наутро, на утринско кафе, и ве поканувам во петок на исто така на ултра ексклузивна емисија. Пријатен вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот. Со Слободан Томич ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.